Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Лјубиша Доновски. А ние во ова издание ќе ја продолжиме приказната за младиот шампион, за харизматичниот млад човек Филип Михов, со кој што муабетот не беше многу добро во хотелот Дрим, на терасата на хотелот Дрим. Но заради должината на таа емисија, на таа на тоа интервју, решивме да ја поделиме емисијата во два дела. И затоа во првиот дел го снимавме разговорот со него и ја видовме една од двете многу темелно искоментирани партии од негова страна и затоа сега ќе ја погледнеме и втората партија, ќе го искористиме дел од тоа интервју, значи за да можеме да уживаме повторно во творештвото на младиот шахист, член на шаховскиот клуб Алкалоид, Михов. Тој, впрочем, втората партија ќе биде од првенството кое што се играше во турнирот што се играше во Белград. Една многу интересна партија против интернационален мајстор и предлагам да уживаме во коментарите на младиот Филип Михов. Ова е партија од многу јакиот Опен во Белград. Ова е во пето коло. Јас имав до тој момент 1,5 од 4, меѓутоа се чувствував дека играм добро. Дури партиите што ги изгубив, чувствував дека играв добро, не ме надигра така, без игра. Ова ќе треба да го проверам, затоа што името не го памтам, но ти е малку компликовано. Хасанзаде Торгу. Тој е од Иран, 98 годишно интермајстор, значи нешто постар од мене некоја година. Играме E4, E6, D4, D5, ја не се спремав нешто многу за оваа партија, затоа што беше многу напорен турнир, да, беше, а и ние се дружевме цело време. И така, тој одигра конј C3 и јас решив да играм D4. По Рубинштейн, D4. Ова ми е така, како се вика, на англиски го викаат pet line. Она, омилена, така, си ја сакам варијантичката. Ја имам гледано, едно време играв и нешто посериозно. Знам дека кога почнавме да работиме француска со велемајсторот Јачимовиќ, пошто он игра скоро цел живот тоа, почнавме со ова за да не мора да учиме посебно на конј D2 и на конј C3, да скратиме малку. E4, конј E4, конј D7, тоа е верзијата што јас ја играм. Знаеш ли кој е светски експерт за ова линија, баш со конј D7? Ова го игра Мајер, највеќе во последно време, да. Инаку да ти кажем да година се организирал ова варијанта со велемајсторот на Литва. Аха. Со црни или со бели? Со црни. Како тоа D4 дами при ваква нормална структура дамата од D6 дојде на H6. Интересно. И со два ловци и во компензација За структурата. И со това беше партијата. Добро. Немаш простор. Така. Па сега баш сакам да покажам некои, оваа партија ја мислам доста богата и со стратешки идеи и со како е некако Јасер Сираван знае да каже chess is battle of ideas. Борба на идеи сме. Ќе покажам што мислам. Конј F6 и сега мојот противник одлучи да влезе во оваа варијанта, конј F6, C3. И сега овде може да застанеме малку. C3 е така, релативно модерен потез, кој што личи дека не е нешто, многу пологично, например, делува нешто како ловец D3. Нормално би течело ловец D3, C5, DC, LC5. Меѓутоа, идејата на потезот C3 се состои во малку притесен потез,
да речеме, јас знам што е конкретно и ова е главната линија, C5, јас не одиграв C5. Меѓутоа главната линија овде оди C5 и сега белите рипаат коње 5. Ова им е идејата. Идејата е да дадам шах на B5. Например, на нешто како CD, ќе следи LB5 шах и да речеме LD7 ќе го земам веднаш ловечкиот пар, ќе земам со дама на D4 и има белиот многу пријатна позиција. Така да сите завршници се одлични. Главниот потез овде знам дека оди А6, сега баш заради тоа. И сега Мало полутемпо губи. така, полутемпо губење и белиот развива иницијатива многу голема, L3 и прети дама А4 шах и да речеме на нешто после LB5. Јас решив тука, нели, затоа што, мислам, варијантата продолжува. C5, коње 5, A6, L3 продолжува варијантата и на крај не е изгубена. Меѓутоа треба да се знаат неколку, знам дека имаше на неколку места точни потези, треба да знае црниот, а јас не бев спремен. Да. И затоа решив да го играм вториот потез, L7, кој што на крај може да се испостави дека е губење време после C5. Јас пак сакам да одиграм после C5 во некој момент и може да речеме после DC5 да испадне некако губење темпо. До душа. Така е, до душа. Така. Сега L7, продолживме LD3, мала рокада. Јас истава позиција имав и сега на шампионатот со Кралевски го игравме ова. Баш ова, мислам дека по друг ред на потез игравме ние некако, или не, баш вака може би настана. И сега мојата идеја, Кралевски одигра овде ловец G5, јас одиграв B6. Така продолжи таа партија B6 и сега сакам да си играм нормална позиција LB7, а дури и со Златков ако не ми настана истава позиција. Не, со Златков настана слично нешто. Тој ми зема со ловец F6. B6 и партијата со Кралевски продолжи LF6, опа, вака не би земал тогаш. LF6, L4, топ B8, коње 5. И сега веќе прети нешто, јас за да не бидат разнобојци земав L5, D5, дама H4 и беше тешко да се направи некаква, нешто да се случува тука за да играм на победа со црни. Меѓутоа успеав прилично брзо затоа што тој направи мала грешка со ова дама E2 и ми дозволи L6. И успеавме да направиме некаква фрка. Партијата продолжи LH7, дама H7, дама 6, дама E4 и така. И си продолживме од тука. Меѓутоа, сега за да не стигнам претпоставам со ова B6 и LB7, мојот противник тука игра коње 5. Да, и сега на B6 би следало коњ C6, не сакам така да си го дадам ловечкиот пар за ништо. И играм на... Така. И сега играм на другиот план со C5. Сега, генерално јас со овие позиции им пристапувам помалку филозофски. Ја гледам вака. Што ќе се случи во иднина? Јас ќе одиграм C5 и ќе го промениме C пионот за D пионот. Ќе настане позиција во која што јас имам мајоритет на кралево крило, а белиот има мајоритет на дамино крило. И сега мене кога си ги играм со повеќе, или можеби затоа што повеќе ги имам играно со црни тие позиции, ми се допаѓа тоа што има мајоритет на кралево крило, иако нормално белиот има поголема иницијатива и слобода барем на почеток. Јас горе-долу знам што правам и кои фигури каде сакам да ми одат, дали ќе играме на миноритетен напад на оваа страна или ако останат дами на табла, јас имам еден централен пион повеќе. Ако успеам да спроведам F6, F5, имам шанси за напад. Тоа е некаква подалечна иднина, меѓутоа така генерално гледам да тераат партиите. Така, нели? Така, некаква завршница, дури и во завршница, да речеме кога ќе одиграм H6 G5 овде, со кралот на G7, да, не е тоа толку многу страшно, нели? Ние знаеме дека генерално мајоритетот ваков 3-2 на дамино крило уште од Капабланка е демек голем адут за да речеме белиот во ваква позиција, меѓутоа добро, тоа не е крај на свет, се игра. Ние продолживме C5 и мојот противник одигра L3. И сега можам да одиграм некој нормален потез како дама C7 претпоставувам. Тоа е претпоставам нешто што би го одиграл на цугер, вака, одма, да не попуштам дама C7. Јас одиграв нешто друго што исто ми имаше логика.
решив дека сакам да играм на идеја сега кој конјот на E5 е дури по провокација е да се одигра со F6 E5 ако успеам да стигнам од F6 нели доаѓа со темп. И сега генерално идејата е во некој момент да земам CD и на ловец D4 да го тргнам конјот од F6 и да одиграм F6 и E5. Ловецот би дошол на E6 и ако успеам тоа да го наместам, след тоа мислам дека имам дека треба секако да сум задоволен од тоа како изгледало отварањето. Меѓутоа проблемот е белиот е активен. И да речеме на нешто нормално како CD, ако идеме баш праволиниски, CD, ајде да речеме конј D7, веќе некои потези како дама H5 се многу опасни. G6, жртва на G6 е мат, тоа нема, веројатно треба да се вратам дали конј F6 или нешто, не сум го постигнал тоа што сум го сакал. Така да не можам да брзам толку многу. И цело време освен дама C7, јас одиграв потез конј D5. Конј D5 може, зашто? Така. CD е опасно. Така, јас израчунав дека нема за тоа што да речеме, така. Тоа е интересно во оваа позиција, цело време разменуваме идеи на стратешки идеи, значи он сака да постигне да не ми даде F6 E5, а јас се борам да одиграм F6 E5, и цело време тоа поврзано со некакви рачунки, со тактики, со такви работи. Например, дама H5 овде не прави ништо посебно, ќе одиграм G6 и на некоја жртва на G6, јас на крај секогаш можам да се вратам конј F6 и да се прибранам на H7 со темпо. Да. Од друга страна, ова на конј D5 он одигра рокада. И сега е, да речеме, момент за размислување. Дали да се земе на E3 или да не се земе на E3. Имаме pros and cons, имаме две страни. Така, од една страна, јас, затоа што ова е типично кога стои ловец во оваа варијанта на E3 да се рипне конј D5, јас прво мислев дека, супер, ќе го земам ловечкиот пар и барем, како си го гледам, не страдам за џабе. Он, нели, ме притиска, он и сега ме притиска, ама имам ловечки пар, имам нешто да покажам. Меѓутоа, после некој време сватив дека, после некој време сватив дека тие позиции се побајаги непријатни за црните. Да речеме, конј E3 F3, така се засели во центарот, остануваат убави фигурите и конјот и ловецот на D3 се отвара F линија, што му е претпоставувам пополезно од E линијата што имаше. И некако играта на белиот е полесна. Јас се уште не ми е згодно да играм B6. F6 не можам заради дама H5, B6 не можам заради L4. Неговите следни потези се претпоставувам нешто дама G4 или F3 ваму, ќе испрли дамата, ќе дојде со топ. Топот на трети ред, другиот топ на F1 ни е непријатно, нели? И така, јас решив сега, повторно базирано на калкулации, дека е сега моментот да се одигра CD4 и да се оди со планот F6 E5. Меѓутоа тоа не иде баш туку така, јас земав CD4, тој се зема со ловец. И сега оваа позиција изгледа прилично страшна. Двата ловци бијат налака, дамата е спремна да дојде на H5 и конјот е на многу активно поле на E5. И не можам да одиграм веднаш потез F6, затоа што играме би следело дама H5 и немам одбрана. Нема ништо згодно, треба што да играм, F5 да играм, не сум направил ништо. Така, сега, ова е интересно, еве и ова може да е некоја, пошто од оваа позиција би можело да биде некоја вежбичка. Што се дешава на конј F4? Конј F4 е потезот што сакам да го играм. Се наметнува. Конј F4, прашањето е дали оди конкретно. Конј F4, јас го напаѓам ловецот на D3. Белиот нема вака да го даде ловецот на D3, така, значи белиот ќе игра нешто,
И ако рачунаме така, он игра нешто, еве LC2 на пример игра, ја ќе одиграм F6, сега не прети дама H5, пошто е конјот на F4, следниот потез ми е E5 и све е супер. Да, меѓутоа треба да се израчуна што се случува коњ F4, дама G4. Поентата е прети коњ C6, шех и мат на G7. Така. Така. И сега ова е моментот, на пример, да се израчуна дали оди потезот коњ F4, ја одма ќе го оддадам одговорот, оди, затоа што, еве, ајде да не ги мрдаме, ќе ги мрднеме после, ама еве да го кажеме уште вака без мрдање. Значи ако рачунаме коњ F4, дама G4, јас можам да се вратам коњ G6. Меѓутоа ќе дојде нешто како F4 на пример и ништо. Пасивен остане. Поентата е коњ D3. Сега на нешто како коњ D3 си играме F6 и баш ми гајле. Коњ C6, нели? Викаме, тоа е шех и прети мат и јас овде имам потез E5. Дамата виси на G4 и црниот добива. Ствари, тоа беше на пример битна тактика, финеса што мораше да се види, инаку да, мора да се види, па да не речем уште од CD4 затоа што Сега после CD4 треба точно да, потез, затоа што нема поента. Овде е битно дека оди потезот E5 и шех, што можеби малку не доаѓа веднаш како потез. Затоа што тој E5 е блокиран. Така. Така, аха. Да. Баш во тој момент кога мислиш дека он игра темпо потез со коњот. Добро. И сега ние продолживме коњ F4. Мојот противник претпоставам виде што се случува. Да, не е он интермајстор за џабе. И сега пак е борбата на идеи. Мојата идеја е F6 E5 следно, меѓутоа и тој наоѓа тактички како да се одбрани предив тоа да игра L4. Мене прво не ми беше јасно што е идејата со ова L4, може сака да не ми даде да се развијам, овде беше се LB7 во ред. Ама ајде јас ќе ситуирам со моето, помислив некоја минутка, ја одиграв F6 и тој се врати на D3. И еве сега повторно. Не ми дава да го одиграм E5. Например, ако одиграм сега E5 ќе ми земе на F4, ништо не сум направил. Ако земам на D3, ќе следи дама D3 темпо. Битно дека, например, ако одиграм, ова е, например, интересно, може коњ G6, дама D3 и, например, еве ја може би се обидол нешто како F5, LF3 и толку. Немам E5. Тоест, имам E5 личи дека имам E5, ама уствари немам. Да. Така да, пак се има некои побајање вака варијантички, кои што сега кој тука кој кого ќе звезна на крај. Ако се вратам коњ G6, е така. Коњ G6 мене не ми се допадна заради F4. И пак мислам дека упасива се. Јас бев така среќен дека го најдов тој дама C7 потез. Дама C7, сега повторно, пошто и тој има идеи. Еве, дама C7, да речеме, би имал идеја коњ F4, дама F4, G3, и сега да не виси ловецот на E4, следниот потез F4 и пак стигнал да намести што сака. Меѓутоа, за момент, се е за момент. Од друга страна имаме и други варијанти, коњ F4, дама F4, дама D3 можеби, меѓутоа сега ќе стигнам F5 и E5. Така, и сега е се, да. Ајде да не испадне дека е безгрешна рачунката моја, не е. Машината дава дека коњ F4, дама F4, дама D3, F5, LF3, E5, G3. И не иде. На крај не иде, меѓутоа добро, јас не морам да играм одма така. Ова е најдобрата верзија што дава машината за белиот. Да. И сега тој игра многу логичен потез, кој што се бори против моите идеи. Мојата идеја што е сега да одиграм сега ми идејата да одиграм коњ D3, дама D3, F5. И после E5. И после отидовме, да. Меѓутоа сега тој игра потез топ E1. Пак се надмудруваме. Кој сега е бранет ловецот на E4. Сега тој прети коњ 4, дама F4, G3 со F4. Така, од друга страна, сега јас ако земам коњ D3, дама D3, така,
Сега така е. Топот од E1 брани на E5 и ја не можам да го играм. И сега пак треба да се најде нешто, треба да се најде некој потез, меѓутоа сега јас пошто ја покажав Имаш ли E5? А немаш, пак е истото. Да. Така. Дури да иде на F4 можам да земам EF4. Сега, ама таква позиција не ми се допаѓа. Сега остана ловецот многу јак на D4, ќе тргне мајоритетот кога тогаш, а јас имам дублирани F пиони кај што ќе треба да ги читкам некој, треба F3 да го фрлам во некој момент некако. Добро. Сега, ама јас најдов пошто од таа позиција што покажав преска, што рековме конј G6 F4 не ми се свиѓаше, сега кога се мрдна топот на E1, сега се вратив конј G6 и сега не може F4. Сега сум пак јас. Така. И сега мислам дека јас сакам E5 или F5 со E5 или нешто сега веќе. И тука веќе Да. Така. И сега ова е позиција за критична позиција. Јас мислам дека овде горе долу победува мојата стратегија, не успеа, мојата концепција. Јас мислам дека критичниот момент е да се оцени позицијата после LG6 H6. Што се случува таму? Да. Пошто инаку отидов јас со E5, така, само така би успел. Јас мислев дама B3 овде, да речеме во мојата глава јас сакав да ја оценам и не ми беше баш најјасно како ќе се оцени позицијата LG6 H6 дама B3 и јас планирав да играм крал H7. Пак да ја обновам идејата E5. Меѓутоа, не знам, сега тука е малку климаво. Ако успеам да одиграм E5 и некако да ставам ловец на E6, не можам одма, тоа е се супер. Ари тоа за момент спречува E5 и како? Така може, да, така може. И претпоставам дека тоа е најдоброто што може да го направи. Тој реши да игра дама B3 одма. Се помисли, меѓутоа сега има друг проблем. Сега јас израчунав пак нешто малку, дека ова дама B3 не е баш прецизно. На ловец F3, што мора? Ловец F3, играм потез LD6. Темпо. И ја размислам сега вака, он игра некој G3 или H3. Јас играм крал H8 и не може да ме спречи E5. Не може да го спречи E5. Буквално може ли некако? Не може никако да го спречи овде потезот E5. Така. Меѓутоа, он сваќа што се случува и наоѓа потез многу интересен, потез LH5. Сега е борба. Така, сега е многу критично. Он сака да го даде, претпоставам, ловецот за конјот на G6 сега, кога е ослабнато полето на E5, ќе стави некоја фигура на E5, ако земам јас на H2, и ама имам пион. Пак е борба на идеи цело време. Јас гледав и што да правам? Ако не го земам пионот на H2, ќе ми го земе ловецот и стави фигура на E5. Вака ќе земам барем пион на H2, па и да ми стави нешто на E5, да му успее на крај. И ја мислев дека во овој момент, кога рачунав, во овој момент викам, добро, ја играм конј F4 овде. Така. Напаѓам две фигури, ќе го смениме конјот, ќе земам со ловец, например, и што? Сега не е страшно, дувката не е толку многу страшна кога нема конј. Да, кога нема конј не е толку многу страшно, ќе одиграм крал H8, па добро, еве нека ме блокира, ми е гај. Така. Значи најдоброто што може да го направи да ми го земе. Меѓутоа се исплашив овде, реков чекај малце, конј F4 L5. L5. И тука, вика, леле, па ова не иде. Уствари, L5 не е толку страшно за тоа што има дама E7 и по некои геометрии L5, ја мислев дека овде губам фигура, меѓутоа после видов, после партија, која анализирав, видов дека дама E7. Така, а ако земе со ловец исто, на крај пак дама H4 и не може да се покрие конј H3. Да, така да ова иде, меѓутоа е добро. Јас решив да се вратам.
Не го дорачунав до дама Е7, не ми падна на памет тој потез. ЛД6. И тука очекував да, тука очекував да земе на Г6 и да скокне со нешто. Со да, дали со ловец или јас веројатно која и да е фигура не можам да ја трпам многу. Ќе треба да земам и добро. Сега така се гледав малку оптимистички. Дека добро, тој ловец е многу појак, ама како на крај ќе ме спречи да одиграм B6 или B7, на пример. Така, а јас имам и некој селјачки план, да не речем и крал F7 топ H8. Такви мотиви, дама C6 со B6 мотиви, така да престрашно. Ако дојде со ловец, да, мислам и јас дека е подобра таа верзија. Не знам дали, ај да речеме да земам он, ма зима и G5 на пример. И сега нејасно, коњот е појак од ловецот тука секако. Јас имам пешка. Па сега топ F6, топ H6, можда и јас имам некаква игра. Се игра позицијата. Меѓутоа тој не зема на G6, одигра топ од А на D1. Што ја ми беше добро, викам ајде што, ја ќе дојдам коњ F4, ја рипнав коњ F4, коњ F4 и L4. И викам добро, сега го одржав пионот, барем за момент. И сега сакам да се одиграм крал H8 и E5. Така. Најде интересни потези. Тој одигра топ D3. Со идеи можеби да се дуплира по D линија, можеби по E линија, можеби да го сврти топот некаде навака ако дојде некаков напад, не знам, така мислам дека е некаков мултифункционален потез. Кој што се игра сега, јас земав пион, ама продолжува партијата, се треба некако ова да се реализира. Уште така е, има компензација. Плюс има дури некаква тој има некаква позициона идеја G3, F4 на пример и да притисне на E5 да така да не е просто. Јас решив да играм крал H8, затоа што пак сме на рачунки. Тој одигра G3 и сега тој сака да си ја спроведе сега неговата концепција, ако играм LG5, L5 ќе дојде и на шах има L3, пак темпо, така да не е тоа тука. Така просто, меѓутоа јас имав израчунато и сега пак влегуваме во дали имам E5 потез е големото прашање. Еве тука пак е вежбичка. Што се случува на E5? Дали оди E5? Затоа што тој има една многу интересна идеја. Ај вака ќе ја кажеме од тука. E5 зимањата ловец за ловец сте окей за црниот, дури ќе го врати пионот, ама кралот е премногу гол за да биде тоа добро. Така, не да речеме позиција која што би била E5, G4, ED4, топ D4. Така го вратил пионот и го држи на F4 пионот и тоа ќе одиграм B6, LB7, H линија, амо и тамо е многу опасно за белиот, така да тоа не е проблем. Проблемот е што се случува E5, да речеме потез како дама A3, тој е шух, и на потез LD7, што го брани топот, логично, LC5, пак шух, и го тргнал ловецот од напад. Ако го бегам топот најнормално некаде, ќе ми провиси мојот ловец на F4. Од друга страна, првата варијанта што се рачуна е, например, ај пак вака ги рачунаме, E5, дама A3, LD7, LC5, може би имам топ FC8, да, ама например на топ FC8 веднаш ќе земе GF4 и после дама C5, топ C5, топ D7 провисува ловецот што го ставив на D7. Тоа е оваа варијанта, сега ќе ја покажеме. Не знам, ќе видиме сега. Да речеме E5, GF4, не, рековме дама A3. Така, LD7, пентата е LC5 да го помрне ловецот со темпо. И например на прво ловец B5. Може би, не знам. Па идеш и ти топ, он топ. Не знам што се топ D5 или нешто, што се. Топ D5 LC4. Не знам, LB5 не ми падна на памет во тек на партија. Што ако земам, а добро, ако решиме, земе. Нели ова фигура? Ова може да е фигура. Ова може да е фигура. Не знам. Така да, сега јас рачунав од тука и рачунав дека Добро,
Не, да, ова беше моето, например, на топ FC 8, што би било прво нешто што си го рачунаме, ќе следи Геев и кој ќе го земам овој ловец, ќе го земе на крај овој ловец. И ништо не сум направил, паднала фигурата. Пак игра полноценно. Да. Се прашуваме големо е. Дали или може би L6, не знам. Јас одиграв LD7, затоа што на крај најдов како најдов интересна варијанта. После E5 тој дојде уствари со дамата на B4, не на A3. Пак е истата идеја. LD7, LC5. Да. LC5 и јас му одиграв едно A5. Да мора да стои се, мора да иде дамата за да брани ловецот, мора да оди таму. И сега потезот што јас го најдов, топ F6. Со идеја G4 топ H6 и на топ H3, што е единствен начин да се брани, LE8. И ја враќам фигурата. Така, и тука цело време е борба на стратешките идеи со точните калкулации. Топ F6. Он дојде до овде, знам дека беше го видев дека беше изненаден, не го очекуваше ова. Затоа што и он побаѓа време го мислеше дама B4 дали оди. Ова G3 E5 дали оди или не оди. Тој зема GF4. Јас одиграв топ H6. Тој дојде топ H3 и LE8. И оваа позиција, ја така си ја гледав, малку оптимистички за мене. Да. Што може да игра? Може да земе LE8 или може да игра LG4. Или, добро, може и нешто друго. Ако игра нешто нормално, јас ќе земам на H5 и кралот мој е многу послаб од мојот, имаме разнобојни ловци што ми е мене у прилог. И така, има многу слаби бели по линија. Секако сум поперспективен. Тој го одигра грешниот потез, туку уствари грешката голема што ја прави, LG4. Правилниот потез бил LE8, јас во тек на партија исто не бев сигурен, што е по-сигурно и дали ова сигурно да би. Да. Јас мислам дека сега, например, ќе земам овде шах, крал G3, крал G2, се извинам, да речеме, бегам со топ некаде и ќе го напаѓам јас. Меѓутоа тука, да речеме, има едно многу чудно потезче вакво. Мотивите на твојата претходна партија? Да, по мотивите на претходната партија тераме овде. LB6 за чудо од некаде прети мат на F8. Од нигде никаде прети мат на F8. Да. Имам некои шахови, кралот бега и на крај И предаваш. И на крај предавам. Значи морам да играм, заправо тука морам да играм топ E8, крал H3, дама C6 и ова е вечен шах. Ова на крај е вечен шах. Дама F3, сакам топ E6 и нешто. Па дама H1, например. Так. Меѓутоа тој реши да дојде LG4, тоа што претпоставам дека го превиде мојот следен потез. И LB6 треба да види, да, идејата и јас не ја бев видел. Да. Да. И сега, например, нормално би течело FG4 со Андри. Да, ова ето, за тоа е. LG4, сега нормално претпоставам дека тој очекувал да продолжиме FG4, топ H6, GH6 со нејасна игра. Затоа што сега и мојот крал ќе биде гол, и неговиот, и мојот ловец ќе биде јак на C6 и неговиот на D4 што ќе застане. И прашање е кој кого тука ќе матира. Арно ама, мислам дека тој го превидел овој потез, а јас го имам видено овој. Многу јак меѓу потез дама C6 шах. И одеднаш за чудо белиот може да предаде. Затоа што сега ќе земам со дамата од C6 ќе земам топот на H6. Да? Не се викат in between move, си го кажуваат они, да. Цвишенцук. Да. Аха. Да. Така, затоа сите си користиме цукцванки, ова. И цајтно, да. Аха. Интересно.
Добро, ова е уствари позицијата дама C6 шах. Поентата е сакам со дамата да земам на H6 Тема друга. и одеднаш мојот крал веќе си е сейф, неговиот е гол и партијата практично завршува 2 потеги. Дама C6 шах, крал G1, G4 сега. Што подобро шесто ти е мат на H1. Форсирано. Да, значи ова е форсирано. Сега сакаш да И сега моето е L6 и мат. Дамата е на А3 и не може да се врати во игра. во игра 5 потеза да ја дадеме на дамата, не може да се врати. И нема, овде е мање више пред овом го потроши целото време што го имаше овде, не најде одбрана и нема одбрана. Так. Мислам дека одигра топ Е3, со не знам, некаква идеја предпоставувам, за да може да избега со кралот до Е1. LC6, прети мат, F3, сега веќе нели, се добива. Еф, топ Е2, веќе ја кажеме партијата до крај, топ Е2, LF3, топ на H2, дама E6, прета мат, LF2, G3 преда. И тоа беше после за оваа партија испомнав преска дека ми се допаѓа како играв, во смисла дека можам да се држам со јаки играчи и на стратешки план, и на рачунање варијанти, и на се. Так, тоа беше тоа што сакав јас да го... Тоа беше тоа што сакав јас да го покажам. Одлично. Верувам дека уживавте, почитувани, во оваа прекрасна победа на младиот Филип Михов. Во меѓувреме да напоменеме дека се случи два важни настани во Македонија. Имено се одигра и машкото и женското екипно првенство на Македонија. Тоа ќе биде тема на наредните две наши шаховски емисии, значи ќе бидат посветени на тоа, но исто така особено значаен настан што следи, тоа е Европскиот клубски куп, кој што оваа година ќе се одржи во нашата земја, во Македонија. Значи, домаќин ќе биде градот Струга, каде што во хотелот Изгрев ќе се игра машкиот дел од турнирот, односно Европскиот клубски куп за мажи, додека во хотелот Дрим ќе се борат девојките, значи на истото тоа надпреварување. И Македонија тука ќе биде застапена со своите најдобри клубови, Алкалуит, кој што ќе игра во машка и женска конкуренција, исто така Гамбита Секо Сее ќе настапи во подмладен состав на машкиот куп, додека екипата на младинскиот шаховски клуб Центар, женската екипа ќе настапи на женскиот турнир. Може да се случи да настапи уште некоја наша македонска екипа, затоа што ние сме домаќи, може да ќе имаме уште едно место доколку е потребно и доколку може, за тоа ќе разговараме, се разбира, во некој од наредните емисии, но по тој значаен настан, јас верувам дека ние ќе имаме и одредена репортажа филмска, може би ќе имаме некој интервју со некои од силните шахисти, од светските шаховски звезди, затоа што, да речеме, најавено е присуството и на светскиот шампион Магнус Карсен, кој што веднаш од како ќе заврши неговиот турнир, кој што се игра во Норвешка на 17, на 19 се очекува да пристигне во Струга и да му помогне на својот клуб, почнувајќи од третото коло практично да за високите награди на ова престижно надпреварување. Тоа би било се за оваа емисија. Повторно многу интересен шаховски настан. Исто така во моментов се игра и Езерската убавица, турнир во три категории на деца до 10, 14 и 18 години, меѓународен турнир, веќе со одредена меѓународна репутација, мислам дека се игра по трети или четврт пат, каде што и нашите деца се надпреваруваат во конкуренција со своите врсници од Албанија, од Косово, од Русија и така натаму. И тој турнир е при крај, па ќе кажеме како биле резултатите кога тој ќе заврши. Тоа би било се, повторно, ве поздравувам многу, бидете со нас, гледајте емисијата Шах со Љубиша Андоновски, учете шах, играјте шах,